дискусиите меѓусебно, само што вие од функција на власт не смеете да признаете одредени работи, а јас од мојата позиција на опозиција можам да ги посочам слободно, иначе генерално за исто зборуваме и затоа нема да навлегувам во одредени работи кои што ги кажавте. Меѓутоа, би ви реплицирала во делот со Академијата за суди и јавни обвинители. Колешке, реформи во Академијата за суди и јавни обвинители не можат да бидат формирање на трочлена комисија, која што ќе одлучува за 50% од рангирањето на еден кандидат, во која што комисија еден од членовите ќе именува министерот за правда. Ова е директно мешање на политиката во Академијата за суди и јавни обвинители. И повторно ќе го имаме, ќе имаме истата ситуација која што ја имаме денес. Повторно ќе дозволиме политиката да меша прсти во Академијата за суди и јавни обвинители. Ајде да кажеме, втори извештај е ова што го разгледуваме. Никогаш не сме дознале ништо за преслушувањето во обвинителството. Никогаш не дознавме ништо за скандалот со софтверот со кој што се соочи Академијата за суди и јавни обвинители. Зошто не зборуваме за членовите на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители, кои што се именуваат дали од советот на судскиот совет, а во исто време имаат одредени судири на интереси? Зошто не зборуваме за тоа дека некој одлучува за тоа колку членови или да можат да бидат примени во Академијата за суди и јавни обвинители? Па на секој оглас се јавуваат повеќе од 50 кандидати. Повеќе од 50 кандидати. Тоа значи дека има интерес, дека има млади, паметни деца кои што можат да бидат примени, меѓутоа некој кој што ја прави проценката, не ја прави како што треба. Во исто време, да дозволиме да биде некој кој што не познава англиски јазик, да биде во Академијата за суди и јавни обвинители, во денешно време не е дозволено. Извинете, не е дозволено. Затоа ќе речам дека ние наместо да ги заоструваме критериумите, да дозволиме да стигнат на тој пиедестал заради тоа што е врв во една кариера, во судството, да бидеш јавен обвинител или да бидеш судија во Република Македонија. За да ги искачиме вистинските луѓе на пиедесталот, на нивното столче и да судат непристрасно, политиката не смее да меша прсти и во исто време критериумите мора да бидат јаки. Критериумите морат да бидат многу високи, затоа што само така ќе имаме правда во Република Македонија. Заради тоа што врз овие кандидати никој нема да може да влијае. Нема да може да влијае ниту некој од политиката, ниту парите. Зошто? Заради тоа што нивниот интегритет е на многу високо место. Заради тоа што нивните одлуки се морално исправни. И нив не им е битно да имаат одобрување, амин или симпатии или допаѓање од страна на било кој од политиката. Тие не преферираат да станат ниту врховни, ниту уставни суди, заради тоа што во денешно време на овие позиции не се најстручните и најкомпетентните, туку се најдопадливите од страна на политиката, за жал. И затоа довербата во судството е на 4%, довербата во обвинителството на 3%. И ова не се менува за ноќ. Вие зборувате за зборувате за 11 години владење на ВМРО-ДПМНЕ, а вие сте на власт уште малце 6 години и го заборавате ли тоа? Го заборавате ли дека законите се носат во оваа собрание? Дека ние треба заедно да седнеме да изработиме закони, ама треба да бидат по инструкции, по мислење на стручната фела. Заради тоа што ние сме денес опозиција, утре ќе бидеме власт. Ние сме денес опозиција, утре ќе бидеме власт. Не е битно дали на нас ни одговара или на вас ви одговара. Битно е да донесе конечно правда во Република Македонија и битно е да се избориме со високиот степен на корупцијата.
Заради тоа што главата смрди, како беше рибата смрди од глава, не смрди од опашката. Оние за кои што секојдневно слушаме, скандалите за кои што е инволвирана и запознаена македонската јавност, се основните причини зошто е ваква довербата. Сите други можат да судат многу стручно и компетентно, ама на крајот од денот се паѓа во вода заради тоа што премногу вести има дека нешто не е во ред со некаква одлука. И пак ќе повторам, со омраза спрема одредени претходни функционери и со одредено влијание кој што сака власта да го прикаже преку реакции на објавени на Facebook статуси, на поранешни премиери, моментални министри, во владата на СДСМ не се дозволени. Ова е мешање директно на извршната власт во судската власт. Кога тоа ќе го запамтиме, дали од улога на опозиција или од улога на власт, тогаш ќе имаме напредок. Во никој случај не треба телефонските броеви на обвинителите и на судиите да им ги имаат политичарите. Ви благодарам. Благодарам.